Црн чад го обви Скопје. Со часови горат магазини во кои се складирани електронски отпад и пластика. Пожарот во Трубарево е аларм дека Македонија е мета на хибриден напад. Првиот човек на Дирекцијата за заштита и спасување Стојанче Ангелов вели дека има индиции пожарите што се случуваат деновиве да се подметнати, а полицијата и тајните служби работат на откривање на сторителите. Се работи за хибриден напад врз државата. Ова не е нормално во рок од 10 дена да имаме најпрво тежок пожар на депонијата Вардариште, што туку ја ставивме под контрола, започна пожар во депонијата Дрисла, сега кога Дрисла веќе е ставена под деловна контрола, утре ќе биде целосно затрупана. Прво вчера имавме палење на депонија во Шутка, која што исто така беше тешка за гасење, создаде многу чад, многу непријатен мирис и денес ова зад нас. Значи некој намерно се обидува да предизвика незадоволство кај граѓаните, загадувајќи го воздухот, но нашите служби, почнувајќи од БЈВ, па и нашите тајни служби работат на откривање на сторителите. Цел ден борба со страшниот пожар, се гасне со вода и специјална пена, а храбрите пожарникари со посебна опрема влегоа во црниот чад и се бореа со огнената стихија. Сликата во Трубарево е застрашувачка. Пожарникарите, полицијата, армијата, членовите на Дирекцијата за заштита и спасување од петни жили се борат со огнената стихија, со пожарот кој изби во објектите на F-групацијата, која се занимава со електронски отпад. Се користат хеликоптери, ер-трактори, пожарникарските возила и водените топови на ЕБР. Ангелов, кој од терен ја координираше целата акција во текот на денот, вели дека сите ресурси се користат максимално. Во текот на гаснењето цело време се слуша звуци налик на истрели, на пукотници. Најверојатно делото електронски отпад создава мини експлозии кои што засега не загрозуваат никого, но исто така имаше многу пластика. Ова што сега чади, онаму се уште не беше запалено, не успеавме да спречиме огнен да дојде до него. Се запалија големи количини на пластичен отпад, дробен, релативно ситен пластичен отпад, кој што е исклучително тежок за гаснење. Имам лоши вести за граѓаните. Мислам дека гаснењето на овој пожар ќе трае малку подолго време. И градоначалникот на општина Гази Баба повика на одговорност. Многу е симптоматично, би рекол, што во краток временски период, особено во овој период пред избори, на територијата на градот Скопје се забележуваат повеќе пожари во краток временски интервал. Навистина жалам што некако смета на ваков начин може да добие некој политички поен, затоа што навистина здравјето на граѓаните е најбитно. Пожарот изби околу 13 часот во објект наменет за складирање отпадни електрични материјали, па се прошири во простории во кои се чувала дробена пластика. Селото Трубарево се наоѓа на 10 километри од Скопје, а во близина има повеќе населени места како Маџари, Јурумлери, Горно и Долно Лисиче.